зделано во Росија. Под ова мото кое потсетува на времињата на Советскиот сојуз, Русија е во економска офанзива на неколку фронтови. Најсилните битки ги бие во Југоисточна Европа и на Балканот и најмногу околу гасоводите, енергетскиот пазар и капиталните инвестиции. Можеби не толку колку Србија и Бугарија, но и Македонија е дел од таа офанзива. Лукойл, Продис, Пейнет, Гришко, Стројангаз, удел во Јагуновце, како и бизнисите на рускиот конзул Сергеј Самсоненко, се само дел од руските инвестиции во Македонија. Според многумина признати експерти и анализи на угледни странски медиуми, зад таа руска економска офанзива има и многу политика. Односно дека зад руските инвестиции на Балканот, а со тоа и во Македонија, се крие стратегијата на Москва преку економијата и инвестициите да влијае врз политичките одлуки на државите кои се уште не се влезени во НАТО и ЕУ и на тој начин да ги врати од тој пат. На спротивната страна се дел од македонските и руските стопанственици кои велат дека тука нема никаква политика, туку само добронамерен економски интерес и за двете држави. Се движат некаде околу 100 милиони долари. Овие инвестиции, најголемите се секако во овој енергетски сектор. Стоковата размена помеѓу Република Македонија и Руската Федерација во последните години е во континуиран пораст и доколку ги земеме само овие 9 месеци од оваа година, порастот е некаде 21,3%. 220 милиони евра за стокова размена на годишно ниво меѓу Македонија и Русија и околу 100 милиони евра руски инвестиции во Македонија и не се некоја импозантна бројка, велат експертите, но додаваат дека не се ни за потценување ако овие евра се вклопуваат во политиката на Москва. Русија има фрлен око на Македонија во однос на гасот и односите со Европа. Руската компанија Стројангаз започна со конструкција на гасните делници во земјата уште во 2015 година. Трошоците изнесуваа 75,7 милиони долари, објави мрежата за известување за организиран криминал и корупција и Српската мрежа за истражување криминал и корупција КРИК, во партнерство со британскиот весник Guardian, повикувајќи се на разузнавачки извештаи. Според докторот на меѓународна економија професор Владко Пачешковски, влијанието на Русија врз политичките одлуки во Македонија преку економијата сега е минимално, а така наречената стратегија на мека моќ од Москва повеќе е политика од што економија. Меката моќ на Русија не може тука многу да влијае, пошто од целокупното од 91 година, 2,5 декади веќе има реформи во Република Македонија кои што ги се темелат на европските универзални вредности од економски аспект, од политички аспект, од судски аспект и така натаму, значи целокупниот поредок се трансформира и се реформира и до ден денес забрзано за да биде компатибилен она што е со Европската унија. И така дека преку економските влијанија може да се влијае и на политичките одлуки, но имајќи ги како што претходно споменав, економските параметри е многу мало влијанието. Ние сме мала држава и мора да бидеме отворена држава. Нашиот пат е, кажав и претходно, во Европската унија, во НАТО пактот, затоа што ние сме обкружени со земји членки, инаку влијанието може да биде големо ако исто така од Русија зависи целокупната Европа преку гасот, но исто така и Русија зависи од Европа зашто е во случај како еден вид монопсон потрошувач на гасот. Секако тие геостратешки интереси помеѓу големите сили, пред се развиените сили, помеѓу кои што е на политичка економска моќ представува и Руската Федерација и Русија, секако дека може да се искористи, но исто така не само Европа што зависи од Русија, туку истовремено и Русија можеби повеќе зависи од Европа за пласма на својот гасов. Во Македонија малку се коментира на оваа тема. Искористувањето на економијата за политичко влијание јавноста делумно виде само во инвестициите на рускиот консул во Македонија бизнисменот Сергеј Самсоненко, кој покрај бизнисите во спортот, спортските облажувалници во хотелиерството, јавно се вклучи во политиката, појавувајќи се во изборната кампања на претходната власт во Македонија. Сепак, еврокомесарот Јоханес Хан неодамна изјави дека Русија не е економски, туку само воен фактор на Балканот, но според анализата на Франс Прес, Западот и Русија преку борба на гасните пазари на Балканот сакаат да го зголемат своето геостратешко значење во тој регион, и тоа не ја заобиколува Македонија. Меѓутоа, за добар дел од македонските стопанственици кои работат со Русија, ваквите тврдења се само непоткрепени теории на заговор. И од Македонско-руската стопанска комора во Скопје не се сложуваат дека зад руските инвестиции во Македонија има анти-НАТО или анти-ЕУ политика. Велат дека интересот е исклучиво економски и дека е од взаемна корист и за Русија и за Македонија. Идејата
Наше е токму тоа да економски се развиваме и ние како Македонско-руска комора всушност тука го гледаме и нашиот интерес, така да не гледаме некаква мека моќ, туку гледаме да дојдат повеќе инвеститори, општо, па во таа бројка и руски, да отворат повеќе работни места, ама реални, значи по можност производство, не да биде тоа да речеме такви фиктивни инвестиции, значи да може да создадеме повеќе работни места, бидејќи гледаме дека нашите млади заминуваат од земјата и тука веќе не се работи за мека моќ, него тука се работи за еден голем проблем кој што ние го имаме. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов неодамна предупреди дека нема европски инвестиции за економско зајакнување на земјите од Западен Балкан. Според председателот, тоа значи дека се остава вратата отворена за руски и кинески инвестиции. Шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини неодамна оцени дека Европската унија има најсилно влијание врз Западен Балкан и дека не е загрижена за влијанието или присуството на кој било друг партнер врз земјите од регионот. И еврокомесарот Јоханес Хан го коментираше ова. Рече, русите малку ја нервираат Европската унија, но тоа е се што прават.